Почитувани граѓани, денес Венко Филипче има став за секоја тема и секојдневно дели лекции за тоа како треба да функционира здравствениот систем. Но каде беше истиот тој Филипче кога со години раководеше со Министерството за здравство, а Социјалдемократскиот сојуз со власт? Филипче денес критикува за секој проблем, а молчеше кога имаше обврска да говори и да постапува. Тука е суштинската разлика. Во интерес на граѓаните да прикажеме документи кои во време на Социјалдемократскиот сојуз, кога тие беа власт, а станува збор за загадена вода токму во Гостивар и со децении не било реагирано. На 11.11.2020 година има извештај од микробиолошка анализа во кој се вели дека поради зголемен број на колиформни бактерии, водата не треба да се користи за пиење. Понатаму, на 1.3.2021 година, исто така водата не ги задоволува критериумите согласно правилникот за безбедност и квалитет за пиење на вода. Понатаму, на 15.2, еден месец пред тоа, исто така водата не ги задоволува критериумите според правилникот за посебните барања за безбедност на конзумирање на вода. Но ова е само во времето кога Филипче е министер, но има и понатаму кога Социјалдемократскиот сојуз е на власт. 11.7.2022 година, вода за пиење Гостивар, доставена од јавното предпријатие Комуналец Гостивар, не одговара заради зголемен број на аеробни мезофилни бактерии. Не било постапено и се продолжувало со труење на граѓаните, а тие самите не знаеле. 4.8.2023 година, исто така, вода за пиење Гостивар доставена од јавното предпријатие Комуналец не одговара заради зголемен број на аеробни мезофилни бактерии. Ова се документи кои били испраќани до Министерството за здравство, а никој не реагирал. Ова е за 2023 година, исто тука има дел за јавното предпријатие Комуналец, 29.6.2023 година, неисправно поради бактериски колонии. Почитувани граѓани, овие се проблеми кои требало да бидат решени, а не да се ставаат под тепих, а граѓаните да се трујат. Ова што денес се случи во Гостивар е последица на децениска негрижа на локалната власт. А таа власт сега ја предводи Социјалдемократскиот сојуз, Дуи и Таравари. Затоа е потребна одговорност. Следен пат, пред да се држи лекции и да се обидува да се собираат политички поени, Филипче треба да знае дека граѓаните паметат како се водеше здравствениот систем во неговото време и затоа тој е последниот кој има право да дели лекции за јавното здравје. Ви благодарам.